Интензивно продолжува изборната кампања во Штип. Денеска на терен беа и ВМРО, ДПМН и СДСМ, а своите проекти ги презентираа на пресконференции и средби со граѓани. Во Штип денеска беше и председателот на владата и лидер на СДСМ Зоран Заев, кој заедно со кандидатот за градоначалник Бочварски посетија повеќе штипски населби и имаа средби со граѓаните. Денеска сме во посета на населбите. Бевме во Караорман, долниот дел, во горниот дел, сега сме во Сењак, продолжуваме понатаму по другите населби во општина Штип, за да директно поразговараме со граѓаните, а бараме поддршката заради тоа што веруваме дека идните перспективи на Штип, кога веќе оформен и мнозинството во Советот, се многу јасни. Јас сум убеден дека граѓаните веќе знаат како да го дадат својот глас, но нашиот ред кој што го почитуваме до крај да си го дадеме зборот пред граѓаните, заради тоа што не само заради тоа што има прекрасен кандидат. Програмата е прекрасна, заедно се вклопува програмата на владата на Република Македонија, локалната и централната власт можеме да реализираме крупни проекти во Штип. Да спомнам само неколку, браната која што мораме да направиме еден од крупните проекти, гасификацијата на Штип, затворениот базен, инфраструктурните проекти кои што се децидно наброени во програмата на Благојчо Бочварски. Јас верувам дека ќе представуваат блескава иднина за сите граѓани и на центарот на нашиот источен регион Штип, како што се личи. Сакам само да повторам и да додадам уште неколку проекти за оваа населба, за населба Сењак, кои што ги имаме во нашата програма, а тоа е енергетски ефикасни објекти, енергетски ефикасни фасади кои што ќе ги поставиме на зградите, ќе почнеме овде од населба Сењак, што значи заштеда на енергија до 70% на секоја зграда која што ќе биде со енергетски ефикасна фасада. Друг проект кој што е многу важен е изградба на градинка во населба Сењак, со кој што ќе биде по сите европски и светски стандарди и ќе биде еден нов момент за да ги задржиме и младите овде, да можат младите да се образуваат, да го започнат своето образование во едни нормални, убави средини во нашиот град, затоа што градинка многу одамна во Штип се нема изградено. Имаме уште многу други проекти, ќе подобруваме инфраструктурата, раскрсницата во населба Сењак е многу опасна, овде ќе направиме реконструкција, ново сообраќајно решение на оваа раскрсница, подобрување на осветлувањето и уште многу други проекти, меѓутоа се со цел ова ќе биде подобрување на животот на граѓаните кои што живеат овде. На ова реакција пристигна од ВМРО ДПМН. Целата јавност знае дека новата детска градинка во населба Сењак е проект кој ВМРО ДПМН го вети уште во првиот изборен круг и за кој имаше спремено промотивен спот. Додека обновувањето на зградите во неголемите населби во Штип со енергетски ефикасни фасади е ветување кој Илчо Захариев прв го промовираше на пресконференција по претходна анализа на состојбите. Ваквите постапки на СДС откриваат една мощна и опасна вистина за нив, а тоа е дека прво, ветуваат туги проекти за кои немаат представа со кои ресурси ќе ги реализираат и затоа веројатноста дека ќе ги обноват фасадите е однапред осудена на пропаст. Второ, откриваат за себе дека се безидејна партија, која ветуваше небулозни проекти кои граѓаните не ги поддржаа, како што е градење на аквапарк кај што нема вода. Трето, потврдија дека се политичка опција која се служи со недолични постапки и не бира начин како да дојде на власт. И четврто, на дело признаваат дека ВМРО ДПМН нуди подобри проекти за граѓаните, па затоа посегнаа да ги присвојуваат. Стои во реакцијата од ВМРО ДПМН. Во меѓувреме, на пресконференција беше соопштена одлуката на ВМРО Народна партија за поддршка на Бочварски. ВМРО Народна партија во следниот вториот круг на изборите застанува за Благоја Бочварски комплетно, застанува за него, за неговите проекти, за неговите идеи. Ние ја препознавме неговата желба да ги реализира тие проекти, ја препознавме неговата подготвеност да биде предводник на позитивните промени што ќе се случат во овој град и конечно после неколку годишно тапкање во место Штип да тргне напред. Посетата на Заев на Штип иницираше пресконференција на ВМРО ДПМН. Кандидатот на СДС во Штип секојдневно и јавно покажува дека не способен самостојно да го издржи товарот кој му го наметна неговата партија, па затоа цела влада деновиве е преселена во Штип, а врв на неговата неспособност е денешната посета на господинот премиер, кој за рака ќе го шета како мало дете низ населбите на нашиот град. Почитувани граѓани, зарем овие работи не зборуваат доволно дека кандидатот на СДС уште е мал сам да си ја заврши својата работа? Зарем ова не е доказ дека младиот Бочварски не може сам да се соочи со граѓаните на нашиот град и затоа со себе го води својот ментор? Предлагаме
да тие двајцата рака за рака, како учител и ученик, прошетаат по Штип, прошетаат по кејот на реката Брегалница, прошетаат по пешачката патика на реката Брегалница, да прошетаат по прекрасниот кеј на реката Отиња, да отидат до Бриони до Зоолошката градина и потоа да седнат во прескапиот и преубав Мерцедес на владата, за да ученикот се повози до Скопје, па натаму и понатаму да му кажат дека уште е мал да биде градоначалник. Кандидатот за градоначалник Илчо Захариев промовираше нови проекти за граѓаните. Едни од важните приоритети во наредниот период во моето работење ќе биде во делот на наталитетот. Општината ќе стимулира и има голема одговорност да се раѓаат деца во овај град, а тоа ќе го правиме на тој начин што стимулираме и ќе даваме субвенционирање некаде околу 6.000 денара за секој новородено дете. Всушност тоа го работев и претходните 4 години, но помошта беше упатена само кон социјалните семејства и оние ранливите групи. Бидејќи во нашиот град се раѓаат некаде околу 500 деца од Штип секоја година, сите мајки ќе добијат еднократна поддршка и помош од 6.000 денара. На тој начин директно општината ќе се вклучи во помошта и поддршката на сите оние кои сака да го зголемат своето семејство, а една нација ќе опстои ако се раѓаат деца, ако се раѓаат повеќе деца, затоа што знаеме дека демографската политика во едно општество е многу значено заради опстојувањето на нашата нација. Сите оние мајки кои ќе родат дете од идната година ќе добиваат поддршка од 6.000 денара за новородено дете.